Дали знаете дека од надписот на влезната врата дознаваме дека Заумската црква во Охрид е подигната за време на владењето на цар Урош во 1361 година, дека ктитор на архитектурата бил кесарот Гргур, а на сликарството Кири Григори, епископ Деволски и прототрон на архиепископијата. Во тие години намесник во Охрид бил севастократот Бранко, чиј син Гргур управувал во Девол, на што укажува неговото ктиторство во рамките на Деволската епархија. Гргур бил еден од моќниците кој во спомен на старото родно место ја изградил Богородица Заумска на Охридското езеро и како спомен на светото место од родниот крај во Захумље с Херцеговина. Оттаму Гргур го префрлил култот на Богородица Захумска на овие краишта, врзувајќи го така своето име со овој голем култ. Со себе ја понел и чудотворната икона, позната како Неракотворена, која била главна олтарна икона во црквата. Археолозите ја наоѓаат уникатната икона во реставрацијата на црквата во 60-тите години од минатиот век и ја сместуваат во црквата Свети Никола во село Трпејца и таму стои извесно време се до нејзиното исчезнување. Дали знаете дека на 13 септември 1903 година околу 2000 жители од Охридско пред силниот налет на Бахтијард Пашовата турска војска, што пустошеше се пред себе, побара за солниште во местоста Рашанец, планинска долина помеѓу селата Куратица, Речица и Свињишта. Околу 200 жители од Охридско загинаа во борбата на Рашанец. Меѓу загинатите беше и војводата Аргир Маринче, кој со својата храброст им даде пример на сите борци како треба да се борат за слободата на својот народ. Аргир Маринче беше роден во Охрид во 1870 година.